Добар ден во празничното издание на вестите на Канал Плюс телевизија. Еве ги темите за денес. Македонија денес празнува 24 години независност. Во повеќе општини се одбележува овој голем ден за македонскиот народ. Денес е меѓународниот ден на писменоста, иницијатива на УНЕСКО установена во далечната 1965 година. По повод овој ден, Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Штип одржа едукативна трибина. По повод празникот Свети Фанури во соборниот храм Свети Никола во Штип ќе се одржи црковна богослужба, наменета за учениците со почеток во 17 часот. Најголем дел од лековите за ретки болести се набавени и распределени. Владата се обврза да го реши проблемот со лекови за ретки болести и во моментов сме во самиот крај на негово решавање. Изјави премиерот Никола Груевски, кој воедно истакна дека пациентите лековите ќе ги добијат бесплатно. Проблемот со набавката на лекови за ретки болести наскоро ќе се реши. Премиерот Никола Груевски соопшти дека пациентите кои имаат потреба од нив за краток период ќе им бидат доставени. Пациентите досега имаат побарано 21 лек. Од нив 11 се веќе распределени, 6 се пристигнати, а 4 се во фаза на набавка. За многу кратко време сите 21 потребен лек ќе бидат целосно распределени на пациентите бесплатно. И на тој начин се решава целосно проблемот со пациентите со ретки болести, кој што беше долгогодишен голем проблем за овие пациенти, затоа што станува збор за исклучително скапи лекови, кои што пациентите не може да си ги набават, а кои што досега фондот не ги покриваше. Од минатата година, како што знаете, со одлука на влада се донесе решение да владата ги покрива, односно преку фондот за здравство, и нивната набавка е, како што кажа, веќе во завршеток. Овие 11 што се пристигнати практично покриваат 90% од потребите. Значи, се најчесто користените лекови. Овие останатите 6 што сега се во фаза на распределба и 4 што се во фаза на набавка се 10%. Така што може да се каже дека сме во длабок финиш на завршување на овој проект. Трошоците за овие лекови владата ги покрива преку Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Како што речи и премиерот, пациентите лековите ќе ги добијат бесплатно. Инаку оваа мерка е трајна. Државата издвојува секоја година по околу 3,7 милиони евра за набавка на овие лекови наменети за лицата со ретки болести. Продолжуваме со празничните настани. Македонија денес ја празнува 24 годишната независност. Во повеќе општини се одбележува овој голем ден за македонскиот народ. Во 1991 на денешен ден на 95% од граѓаните гласаат да за самостојна и независна Македонија. Пратениците во Собранието на Република Македонија Никола Мицевски и Трајче Димков им го честитаат празникот на сите македонци. 8 септември представува трет Тилинден за граѓаните на Република Македонија. Тоа е денот кога пред 24 години граѓаните на нашата држава во огромно мнозинство храбро и одлучно на референдум го искажаа судбоносното да за самостојна Република Македонија. Остварувањето на сонот за независна македонска држава значеше остварување на вековниот сон на многу генерации македонци. Се покажа дека не беа залудни илјадниците жртви од илиндинскиот период и од НОП и од Втората светска војна, затоа што граѓаните на Република Македонија конечно се стекнаа со своја самостојна држава. Горди сме што успеевме да ја изградиме Македонија како демократска држава во која влада е правниот систем. Посветени сме кон остварување на нашата европска иднина. Ја отворивме Македонија кон светот и ја направивме меѓународно призната и почитувана. Денес нашата најголема задача е да го подобриме животот на граѓаните, да придонесеме за економски развој и општествен напредок кој државата ќе ја направи посилна, а граѓаните посрекни и сигурни. Тоа можеме да го ствариме само со единство на кое најгласно не потсетува и денешниот голем ден. Ника ни е честит 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Стои во честитката на двајцата пратеници.
Денес е меѓународен ден на писменоста, иницијатива на УНЕСКО установена во далечната 1965 година, чија цел е секоја година на 8 септември да ја потсети меѓународната заедница на статусот на писменоста и образованието на возрастните на глобално ниво. По повод овој ден, Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Штип одржа едукативна трибина. Историскиот и современиот аспект на писменоста беше тема на вчерашната трибина, што Унија на жени на ВМРО ДПМН од Штип ја организираше по повод Меѓународниот ден на писменоста. Писменоста во историски рамки, ќе говорам за раниот 9 век и писменоста, односно пренесувањето на писменоста на нашето тло од страна на словенските просветители и учители Свети Кирил и Методи со посебен акцент на христијанизацијата долж реката Брегалница. Меѓународниот ден на писменоста 8 септември за прв пат е прогласен на 17 октомври 1965 година на иницијатива на УНЕСКО. Над 800.000 луѓе во светот се регистрирани како неписмени, а од нив 2/3 се жени и 113.000 деца. Во Македонија, според пописот од 2002 година, 3,85% од населението било регистрирано без никакво образование. Утре 9 септември се празнува православниот празник Свети Фанури, за кој се смета дека е заштитник на учениците. По тој повод празникот на светиот маченик Фанури денес во соборниот храм Свети Никола со почеток во 17 часот ќе се служи празнична вечерна богослужба. Во Штип традиционално учениците и нивните родители го чествуваат овој празник бидејќи се верува дека Свети Фанури ќе им ги исполни сите желби и оваа година ќе имаат успех во училиште. Утре со почеток во 8 часот ќе се одржи света архиерейска литургија на која ќе учествува митрополитот Брегалнички господин Иларион и други свештеници од Брегалничката епархија. Вечерва со почеток во 17 часот во соборниот храм Свети Никола ќе се служи празнична вечерна богослужба, а следниот ден утре со почеток во 8 часот ќе биде послужена света архиерейска литургија на која ќе началствува митрополитот Брегалнички господин Иларион со повеќе свештенослужители од целата Брегалничка епархија. Ги повикуваме сите ученици, студенти, млади, предпостери да дојдат на светите богослужби и да учествуваат во нив активно. Утре вечер во Штип ќе се одржи музички настап на позната група од Германија која изведува рок музика. Поддршката е на Дом на млади Штипа, концертот ќе започне во 22 часот. Со почетокот на новата учебна година и Дом на млади Штип започна со реализација на програмата за оваа наставна година. Дел од активностите е и настапот на група од Германија, кои ќе гостуваат утре вечер. 9 септември од 22 часот сите љубители на панк и рок музиката ќе имаат можност да проследат настап на групата Defenders of the Universe, група која ни доаѓа од Германија и за наша среќа освен во Скопје и во Битола ќе гостува и во Штип. Домот на младите ќе го поддржи овој настан и ги поканува сите оние кои се заинтересирани да повелат и да уживаат во нивната музика. Раководството на Дом на млади Штип ги поканува љубителите на оваа музика да го збогатат настанот со своето присуство. Председателот на Венецуела Николас Мадуро соопшти дека неговата земја е подготвена да прифати 20.000 сиријци кои избегале од војната. Мадуро изјави дека и наложил на министерката за надворешни работи Дарси Родригес да се сретне со представници на најголемата сиријска заедница во Венецуела за да разговара за прифаќање на сиријски бегалци. Во Латинска Америка, Бразил, Аргентина и Уругвај веќе имаат програми за прифаќање на сиријски бегалци, а Чиле соопшти дека ја разгледува можноста за донесување на ваква одлука. Данската полиција синоќ ја затворила еден автопат од безбедносни причини, спречувајќи николку десетици бегалци, вклучувајќи жени и деца да ја минат границата со Шведска. Претходно таму стигнале околу 300 бегалци во надеж дека пешки ќе поминат во Шведска преку мостот што ги поврзува Копенхаген и Малме. Дошло и до типачки меѓу полицијата и бегалците кои одбиле да им бидат земени отпечатоци на прстите, плашејќи се дека нема да им биде дозволено да ја напуштат Данска. Британски џихадист кој планирал атентат врз британската кралица бил убиен со дронови на британската војска во Сирија минатиот месец.
Британскиот премиер Дейвид Камерон признал дека Рејат Кан бил убиен минатиот месец, откако тајните служби откриле дека подготвува терористички напад во Велика Британија. Камерон додал дека ова е прв пат британските сили да извршат напад врз свој државјанин во време кога Велика Британија не е во војна. Премиерот го одобрил нападот без дозвола од парламентот. И во вториот надпревар од годинешното првенство девојчињата на женскиот фудбалски клуб Кочани потешко од очекувањата стигнаа до втората победа. На стадионот Никола Мантов во Кочани тие ја совлада екипата на АС Юнајтед од Струга со резултат 4:1. Кочанчанки поведоа во првото полувреме по оправдано досудениот пенал, а додека во вториот дел со поангажирана игра уште 3 пати го матираа голманот на Стружани. Централна фигура на надпреварот беше Кате Милеска, која постигна 3 погодоци, а додека стрелец на четвртиот погодок за жетварките беше Афродита Салихи. Гостинките поразот го ублажија во последната минута од надпреварот. И овој надпревар, како и претходниот, започна точно напладне, па можеби токму и високите температури се причина за слабата игра. Пред да се одјавиме, уште една информација за спортот. 2 национални македонски селекции на Денот на независноста на државата ќе имаат настапи против силни противници. Фудбалерите на Филип II во Скопје од 20 часот и 45 минути ја причекуваа Шпанија во надпревар од 8-то коло во квалификациите за Евро 2016. За разлика од фудбалската репрезентација, македонските кошаркари со победата на Холандија во неделата во подобра атмосфера го дочекуваат дуелот против кодомакинот на Европското првенство, репрезентацијата на Хрватска. Надпреварот Хрватска-Македонија во Загреб почнува во 21 часот. Овде е крајот на вестите, следното информативно издание е во 16:30. Пријатен ден!